Ризикот за појава на пожари најчест во летниот период, високите температури и човековиот фактор се посочуваат како најчести причинители за појава на пожари. Статистиката од минатата година вели дека од вкупно 516 пријавени случаеви на пожари, 225 од нив биле регистрирани во јули и август. Од Дирекцијата за заштита и спасување внимателно ја следат состојбата, но и веќе се превземени активности од страна на субјектите кои на некој начин се надлежни за заштита од пожари. Дирекцијата за заштита и спасување во својот состав има и авиооделение кој интервенира во случај на пожари. Во тој состав имаме 3 авиони и нормално техничкиот и пилотскиот состав кој управува со авионите. Авионите се на располагање во ситуациите кога се неминовни за нивна интервенција. Изминатиот период на територија на Република Македонија забележани се поголеми и помали пожари, во кои интервенирале субјектите за заштита од нив. Од помалите пожари може да се спомнат пожарот во пределот на Охрид, во пределот на Ресен, во пределот на Пробиштип и пределот на Битола. Како поголеми пожари ова година сме ги имале во Скопскиот предел во село Булачани, кога е интервенирано во месец мај и со единиците на Дирекција за заштита и спасување и со авиони е интервенирано. И пожарот во Струшко, кај село Делогожде и Татеши, каде 3 дена со тој пожар се мачевме и интервенција со авиони, со нашите единици. Заменик директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Екрем Зендели, ги посочи и најризичните региони за пожар на нашата територија. Најризични региони се Кичевскиот и Македонскиот Брод, и источниот дел секако дека таму и температурите се секогаш повисоки, и во Битола пределот на кај границата со Грција исто така е еден од предели кој лесно се зафатува со пожар. Шумите се нашето богатство, вели Зендели, па во сезоната на пожари тој испрати апел до сите граѓани на Република Македонија да бидат внимателни кога се движат во шумски предели. Да не се палат отворени пожари, да нема фрлање кога се поминува или со кола или пешки, фрлање на средства кои лесно се запалуваат, како се од пушоците на цигари, и во тој контекст, уште еднаш, ќе ga апелирам и замолам да бидат внимателни. Намерното предизвикување пожар се казнува со парични казни, а може да се одговара и кривично. Пропишаните казни за палење стрништа, плевел и други растителни отпадоци изнесуваат од 6.000 до 8.000 евра за правни лица, додека за физички лица казната се движи од 1.500 до 3.000 евра.